Добро вечер, Македонија, на само неколку дена пред Нова година. Ретко кој сега така е возбуден за Нова година, ама нема врска. Сите ги правиме оние планови во 2017, ова и на крај ништо. Ама важно е човек да се потруди и да каже нешто. И вечерва на Шанг ви подготвивме одлична дружба, супер друштво. И ќе започнам од почеток. Прво нешто што морам да го најавам е мојата нова омилена убавица, сестрата на i30-ката, ја сакам да кажам секси сестрата на i30-ката, тоа е Hyundai Elantra, преубава возило кое во 2017 мислам дека треба да го имате. Новата година треба да започне со нов автомобил. Време е да се подновите. Информациите ги гледате овде, јавете се и закажете си уште веднаш. Преди тоа што јас знам да кажам дека без да пробате кола и жена не се зема ни едното ни другото. Закажете тест драйв. После се префрлам на другата моја милена работа меѓу празниците, тоа е китење овака со лампиони. Се надевам дека ви се бендисува нашето студио. Да, Pan Print се одлични, тие се задолжени за оваа фотографија позади мене и конечно мислам дека е време при крајот на оваа година да откриеме големата тајна дека Pan Print, ово е вака како да го кажам ова, како се вика, тапети? Да, тапети. Ова не свети, гледате, слика е толку многу се добри. Цела година добивав прашања од типот као цијалицава како е наместена позади за да ви свети. Не, драги мои, тоа е тапет. Затоа дома ви велам ќе си го излепите целото собиче со тапети, Милано, Париз, кај сакате таму ќе се најдете. Се шегам, се разбира. И ме гледате дека малку сум енергична и возбудена. Со виново сега почнав, а пред да започнам со снимање на емисијата се напив на мојата редовна доза кафе и да ви кажам искрено, сум сменила и дечко, и кола, и штикли, и облека, и работа. Единствено нешто што не менуваме моето кафе, кое ми ја дава оваа сила и енергија за да можам вака супер да го поминам снимањево и да ви бидам расположена и свежа. Дали сте спремни Македонија за наш Шанг? Знам дека одговорат да. Останете овде. Додека ве фаќа пред новогодишна еуфорија, украсени, новогодишно расположени. Ова падна лампионот. Не планирам да ви снимам однова најава, во живо сме така по-весело, по-убаво. Дами и господа, со еден збор само ќе го најавам денешниот гостин, кој е многу актуелен во последниве неколку недели, затоа што се врати со голем камбек, иако го снима никогаш реално, ама има доста хитови, се врти цело време, го слушате, го гледате и многу добро го знаете. Ќе го најавам само како Тајси. Ме испофали. Дека ако те кажам Драган, мислам дека никој не те вика по име, така? Поредко. Така, дури мене ми е чудно така да те речам. Ти испофалив заслужено, многу си ми вреден во последно време. Па се работи. Се работи. Бога ме периодов, цело време сум во студио. Снимам и на македонски некои ствари и на српски. И така да до Нова година сакам да пуштам уште 2-3 песни, така да после тоа и некој спотче. Ама ти си скромно дете. Скромно дете, да. Да, скромно. Сакам да сум малце поактивен периодов. Сакам да сум поактивен, секој месец така да пуштам по една или две песни, така да на некој ќе направам и спотови. И у мај уште едно спотче и некој концерт, здравје Боже. Ајде, дај Боже. Па ајде да наздравиме за ова убава дружба. Добре ни дојде. И да го пробаш винцево, да ми кажеш што мислиш. Јас сум го пробал, веќе го имам испијано пола. Ти звучи познато вака вкусно, дека тоа проба мора да направиме пред емисија проба. Така. Пиеме Мерлот. Ова е квалитетно сува црвено вино со жива рубин црвена боја. Се одликува со силно изразени ароми на рибизла и капина.
меко е и хармонично и се служи на температура од 16 до 18 степени, а со разни ферментирани сирења уди. Немам јас ништо ти понудам, ама после тоа може да седнеме некаде. Лесни јадења од црвено месо, како и со десерти. Може да бидеш ти десертот за гледачкиве. Не требаше се да кажеш, таа ми се јаде, ама нема веќе. Па гаси камера, злате. Отидовме. Мислам дека те бендисува, така? Да, ми се свиѓа. Љубител си на винце? Па да. Поише пијам бело, имам проблеми со желудникот, но сакам некогаш црвено вино, ама не многу количински. Сега е ладно. Значи, дедо ми како љубител на вино велеше си дека има Р во месецот, се пие црвено вино. Кога ќе снема Р, тогаш почнуваш бело. А јас знаеш како ми е, што имам во фриждер, тоа се пие. Нема врска Р имало, немало. Ама пријателиве ми се многу омилени, посебно дека ми ја разбуваат емисија, вака сум повесела. Да. Весела си ти без вино, ама со вино си таман. Ама со вино сум таман. Тајзе многу ми е мило што вака одамна се немаме видено. Се дружевме во други мои времиња. Само се слушавме порано. Да, се слушавме порано. Прво ќе ми кажеш печатот си затоа што конечно го направи оној чекор што го сме го зборела за почнување кариера надвор од Македонија. Па, вака. Тоа е еден проект со балканна продукција од Србија, заедно со Дарко Победени на Велики брат. И зборевме и пред емисија дека има многу голема популарност таму и внимание посебно во Хрватска и во Босна и во Србија секако. И дечките од Балканот ни понудија еден не е договор, но да склопиме неколку песни со неколку спотови да се појават на нивниот канал, што за нас звучеше супер онака. Имавме некои песни на македонски, но мислам што сакаме таму да ги промовираме, на секако има и македонска верзија и српска верзија за целиот тој проект. Заедно со Дарко се, значи 2-3 песни, потоа планираме уште по една песна соло со Дарко да направиме. Така да ќе сме активни и таму, јас сум активен и овдека, нормално. Сакам да пуштам паралелно со оваа нова песна уште една вози на македонска верзија. Бидејќи прво беше направена на македонски, после направиме фактички не ремикс на српски, но драга ми е на македонски, сакав да си ја пуштам, ќе ми биде дел од албумот секако. И так, мислам дека тој звук регетон денсхол на некој балкански начин е нешто ново овдека, што мене можеби ми лежело во иднина и се гледам таму зашто да не работам и да го проширам сето ова нели овдека. Пошто реално имаме многу мал пазар. Да. Мала земја сме и мислам дека некој треба да ги отвори вратите за надвор, зашто многу мислам немам ништо против, но многу народњаци, многу срби, многу хрвати идат по странство и прават многу големи пари, зашто да не се деси тоа кај нас, зашто нашите млади пејачи да заминуваат пример негде на Малта или не знам каде да се работи нешто што не си го сањал никато тоа што мораш. Кога би можеле пример да едноставно ако ние не можеме некој после нас да пробие пазар и да отиде малку напред. Пошто реално и албанците, и бугарите, и србите сите отида напред, ние некој стоиме. Ние стоиме место малце. Ќе го поздравиме Дарко, имаше место на шанк, на шанкот ми е за двајца само. И сега си го знам, тајзи ми е подрак и дадов предност, а врски си се врски. После ќе паќам врски за него. Да. После ново година. Да, после ново година си ти Дарко. Плюс, мислам, кога те видов дека се врати на стариот имидж, тоа го зборевме пред емисија, суканици да твој страшно ми недостасува. Не знам, јас му кажав, предходно ми беше многу вака подрак отколку кога беше мирно детенце она со косинка. Беше фино мој кумановче. Да. Ој дечко, ни женски не брка ни ништо, ни пие, ни ништо. Нема така ги свата погрешно. Не мислам сериозно, ова сериозно мирно дете. Ама добро, женско уште немаш фатано. Што со кониците? Да. Смислам дека не ги мијам и дека. Да. Ја прсти у таа коса не ставам. Дур не стави. И после се зарнува. А и нема бигање назад. Добра е финтава, гледаш, добра е финтава. Кажи ми, колку беше тешко да се пее на српски? Мене секогаш ми е тоа интересно прашање, бидејќи не ни е нели наш мајчин јазик. Так. И многу пати си викала, ја ќе се пробувам таму во Србија да водам, си викам, секој би доаѓа, ама јазиков. Е тешко, нели? Мене ме блиско пошто сум кумановец и ние збориме полусрпски, полумакедонски некој дијалект. Но и од дета, нели, јас сум роден во време на Југославија и тоа останало од моите, онака блиску сме, знаеме многу песни, многу бендови кои свириле добра музика. И ми останало нешто, например, некогаш дури ми се дешава самиот рефрен да ми дојде пример на српски јазик или на англиски, нема веќе. Но сепак имам проблеми со граматика, со некој акцент со изговор, така да со продукцијава што се работуваме, некад го средуваме тоа.
Тонио таму ни помогнува од Београд, така да мислам дека сега сме точни до каде можеме. Сега нели секој друг што би пеел на македонски знаеме дека е странец, нели? Да, точно. Сега мене не ми е поентата да отидам ја и да бидам многу популарен и славен у Србија. Значи не ми е тоа ни желбата ниту целиот, затоа што чисто сакам да го проширам на широк пазар, пошто сум имал пример настап во Италија и поминав пример многу убаво, многу се изненадив во тоа. Имаше многу наши луѓе, значи реално треба уште да 100-200 луѓе што би собрал срби хрвати да направиш настап од 700-800 луѓе во некој дискотека пример у странство, што е навистина успех за наш артист. Дефинитивно. И зошто да не, нели? Да пробаме, ако можеме, ако Да. не. Ако проđe, проđe. Така, така. Но имам проекти, на англиски имам 2 проекти. Па сега ми го зема збора што нисо сакам да прашам англиски, сам си го спомна прашањето и ми се наметна песна на англиски, тука дали би се пробал со тоа. Да, се уште ми е рано, пример, ама работам неколку песни. Рано ти со јазикот да го извежбаш или? Не, мислам, точно ќе го извежбам сега реално да збориме, ама се уште ми е рано затоа што сакам да извадам овдека албум и неколку песни, да си го завршам тоа што сум се го почнал и после има се веројатно некој свој ред и мој план во моја глава. Така да мислам дека ќе дојде време и за песна на англиски, ќе биде социјална општествена тема таква. Многу интересна е, мене ми се свиѓа и на сите околу мене, така да се надам дека и таму ќе биде добро. На што се должи што се толку многу засили периодов, бидејќи едно време не дека те снема, ама не беше толку активен, никако ми беше по-собран, не можевме да те најдеме. Сега наеднаш. Ти кажам. Сите била декорација ми ја растори. Нема врска, крши. Имав некои песни и теми кои што реално не се љутам, но не може да се вртат на радио станиците и на телевизиите. Зашто има, нема нешто страшно што ја го гледам као страшно, но може би подобро во оваа ситуација, така да не сум дојден да солам паметни да кажам за која партија да гласаш, што да правиш. Дојден сум за нешто друго што реално многу млади будни луѓе исто со тоа го мислат, само што пример можеби некој не се дозволува да каже можеби дете во стварно управо збори и можеби не е дојден за да направи пари, пошто реално видиме колку пари има држава и што може да направиш. Но искрено доста респект имам и во Македонија и секогаш ќе бидам благодарен за тоа, пошто више 7-8 години работам. Имам многу луѓе кои ми кажале да продолжам со ова, нели да го работам, така да сепак тоа што ќе го направиш тука, ја така имам настап по Куманово, зборам, викам дома, ако те не ќе ништо не видам. Дома, како е дома? Те сакаат, не би те поддржуваат. Кај мене дома е? Да, ке мира дома мора мајка ми да ме поддржува. Кај Кумановци е многу тешко да помине, знаеш, како Кумановец. Да. Кај сега овој најде, што се брука таму, каже. Знаеш, многу е тешко, но искрено многу луѓе од Куманово. Со многу луѓе живеам и се гледам секој ден, знаеш, тоа не сме голем град, не сме голема ни држава, камо ни град. И така да тоа ми се свиѓа што и кај мене ми се свиѓа што знам да испијам кафе пример со пријатели кои ми се многу време блиски. Знам да испијам кафе да отидам на роден ден. Тоа ми е малце напорно пошто имам многу роден дени за овој период. Ме викаат блиски. Пари се трошат за празници. И не можеш да ги одбиеш. Не можеш. Мира па за пари ја имам проблем. Не можам да платам. Не можам, не земам пари за такви работи само. 1000 динари се појавам, 1500 кога се сликаат со мене. Не се шегувам. Така да се гледам со луѓе што ми се драги и што така ме слушаат, ме следат. Посебно ми се драги оние мали дечиња кои ќе ми се јават или ќе пуштат клипче на интернет, онака на кај телевизорот, кој ќе почнеш вика ти. Дали никогаш си се покајал што почна оваа професија, кога се речеш што ти требаше, Драгане, ова? Па, да се покајам не, искрено, но како на сите млади луѓе понекогаш ми иде онака, можеби е време да патам? Да оправам, да. Ама после си викаш толку направив. Реално јас секогаш така си викам, толку сме. Реално го гледаме индивидуално за секој човек, можеби секој би нашол нешто подобро на страна, нели? И стално сум го мислел тоа, кога бе помлад дури онака викав сигурно ќе заминам. И подоцна се префрлив кон музиката и ми однесе на една друга страна. Знаеш, кога размислуваш само за себе, супер ти е платата, пример, таму и све е окей. И ја, знаеш, можеби некој ден се гледам на страна, но што збориме за нација и за држава и за не знам што, кога више си се откажува од тоа, знаеш. Значи, не сум некој националист, него правам ова, знаеш, да се удирам у груди дека сум патриот, туку збориме реално што
Што ако пробаме да смениме нешто овдека? Без разлика на партија, без разлика на кој е на власт и што е, млади стануваме пример 100.000 и кажуваме ова не ни се свиѓа бе луѓе, нема везе кои сте на власт. Да го Знаеш, ние само го правиме тоа на Твитер. Многу сме паметни на Твитер и на Фејсбук и таму имаме да ми простите, цензурирате муда да кажеме све, а вамо кој ќе треба да се гири на 16 години сме слободно опушти се. Така да не знам стварно. Ти пречат ли? Ми пречи тоа што е тренд. Ми пречи тоа што е тренд да се избега. Знаеш, греот жал ми е за држава пошто го слушам тоа цело време. Знаеш, секој млад втор човек сака да избега. Првата опција му е да избега, после втората опција му е да најдам нешто овдека. Ти причаш или имаше доста сега беше како ти да го спомнав, тоа беше доста хаштаг тренд. Среќа тајзи што испеа песнава, па не мора да бегаме од Македонија. Да, па не избегавме сите, као благодарение ради песнава. Така и во тој стил на коментари ти смитаат или се ми е забавно, ме знаеш како човек сум приватно. Да. Све што не е навредливо ми е забавно. Имам другари што ме тролаат и онака се смееме цело време, нема врска. Значи, сакам демократија, сакам ние комаровците сме познати по хумор, сакам дури некој кој ќе се насме на моја сметка и све, ама онакви цовки и такви работи, мислам дека самите себе си се ругаат, знаеш, безобразно. Човек да седне да гледа по интернет што се пишува, што се коментира. Тоа не е многу. Ти викам некој другар ќе дојде на кафе ќе ми покаже, види што брат, види. Ја еднаш, два пати седнав се откажав, ќе паднав во депресија, викам не ми треба, боље да не знам. Не бе, нека се збораш. Нека се зборуваат, битно е дека нешто ние правиме, па сега. Не нешто многу правиме, само што може би тие моментот не го гледаат. Ако правиш споредба со соработка надвор од Македонија, таму како оди бизнисот со музика? Што е поразлично што ти го почувствува на своја кожа, за разлика од тука кога го работиш истото? Во Србија, Хрватска и нагоре по Европа многу доминантен е турбо фолкот. Мислам дека младиве хип-хоп и R&B артисти почнаа да прават некој рап фолк мешавина, бидејќи така веројатно добиваат голема популарност или поголемо внимание горе. И све е измешано, не знам, све ми е некако далеко од тоа што ја го планирам. Сепак сакам да се задржам на оние мои теми, на мои текстови, пример, да не зборам за материјализмот и све, пошто реално децава не знам со кои вредности раснат више. Значи, купи ми стан на Емиратима, купи ми Гучи, купи ми Прадо, значи не знам стварно. Мислам, има песни што сум ги чул, што е окей, но не се мој жанр, не се гледам таму, но многу е тешко исто кај нив да се влезе со ова нашево на пазар. Носи, на странеци, сепак го има тоа дека си македонец и дека правиш сега музика, не си 18 годишно дете кој не знам од кај дошло и прави, што кај нас уште нели на Балканот си значи. И плюс што не правам таква музика, нели? Да, комерцијално. И можеби се мислела што имаме и бенд, и тоа да си го поздравиме бендот, нели сега. Да, поздрав до бендот и за него немавме место на шанки, извинете. Тој су негде. Само им вино им даваме. И со нив си работиш? Значи, сакав да направиме некој бенд што ќе биде пример балкански, онака со и на македонски песни и на српски и на англиски и реално си бркам некој проект со ова. Колку имаш слободно време за приватен живот, ајде? Многу малку. И тоа што е приватното некогаш у глава си мисли. мисли. Не се шали после, не можам ова да стигна, не можам она, не може и јаре и паре. Како беше тоа? Соработкава со Дарко, дали беше цел на по завршувањето на надпреварот или вие едноставно цел живот имавте како предвид да почнете од одеднаш некако ми дојде, а после разбрав дека со години вие се дружите. И после викам, го има спомнувано човекот, ама Не, со Даре се знаеме буквално од деца, онака, игравме баскет порано заедно. И пред да влезе на Велики брат беше диџеј или доаѓаше ко бек вокал кај мене на настапиве, ама пред тоа беше диџеј, мислам, онака пушташе музика долго време, па се фати едно време повеќе со спортот и влезе у Велики брат баш на не знам од кој град бев во Македонија, Дента ми кажа дека ќе иде, кога бевме пак на настап истиот град, он победи Дента. Оп. И нака добро дете ми е, тем другарче, значи он сакаше да си проба да си направи нешто за тој пазар, пошто реално тој момент што таа популарност што има таму греото да не ја искористи на било кој начин сега. Да. И мој предлог беше да си пушта музика и да си прави нешто музика, но он сакаше да се проба како артист и јас зашо да не, нели, цел живот сме заедно, тука сум до сите луѓе кои ми мислат добро и се со мене. Така да
некој проект на српски се ја правиме и за него соло, така да он ќе си го брка веројатно тој базар. Ја ќе правам напоредно и таму, но сакам да се задажам повеќе на македонски. Ми се допаѓа што си отворен, што не си онаков сибичен, што ете поддршка даваш, Па, што што не се знам. плашиш од конкуренција. Не дека сега глумам фин, ја пред моја емисија сум ваков, но сите што сум правил муабет знаат дека сум таков и дека сум го кажал тоа очи, дека не ги сметам како конкуренција никој од македонски артисти, зашто поради тоа сме тука како што сме, знаеш, поради тоа што 90% еден со Очи друг ќе се извадиме на не зборат, знаеш. Да. И реално ако прават они песни, настапи, пари, мислам да популарност, не знам што, истото тоа ќе се дешава и со мене и со сите наредни артисти што доаѓаат. Кажи ми колку дуети има снимено во Македонија? Да, Еден или видиш, два да. за 2 години, така. Абе ти кажи ми кој лесно можам да го договорам за гостин, ти ми не тоа кажи ми, јас ми Не не може, тука ми е она за нервоза. двајца ти ја правила емисија, ама нема, не збора Ама не двајца. збора двајца, да. Ова ти е добре, јас за двајца. И дека многу сакам да те малтретирам, додека си живееме многу. Посебни прашања сум спремила за тебе. Ако никогаш си ја начекал емисијава, знаеш дека проверуваме, правиме тест на искреност. Ја ти кажам, виново за нешто става. Да, само ти продолжи да ми пиеш. Чека да не сгрешиш. Не се толку тешки прашања. Значи ова ти е дека си го направил тоа што ќе те прашам, ова е дека не си го направил. Сега јас сум стои. плавушата, не ми е. Нека стои ова која е за свако чај. Да, дека се ми почија така раката. Океј, почнуваме. Никогаш не сум изневерил. Многу сме искрени. Што, сега ќе се лажемо ли? Да. Еднаш или повеќе пати? Не си повеќе пати. Како женски да? Ја нисум. Торси ми. Да, торси ми. Никогаш не сум раскинал на некоја по телефон или по порака без очи во очи. Јас сум раскинала на дечка така. Ѓубриња. Сколку е прашање? Со порака? Сколку е Со прашање? порака? Многу ме интересира. Не, со муаве. Со муаве? Добро, пак ја моја да беше со порака. Многу појако. Болje. Никогаш не сум испредил порака со погрешна содржина. Сум. Со мама никој така добар текст. Сум погрешил. Да. Смие да се споделува или Не. Не? Не сум. Не сум се сликал гол. Не сум. Не сум се ни јас. Сега Зошто? мора све да кажемо. Ама, ни за своја душа? Не се деси. Заради зошто? Не ми уште не ми јасно зошто се луѓе сликаат Ајде, голи бе. за своја душа. Шум. За своја душа. Не си го видел на огледало, сакаш и на Едно слика имаш да го гледаш. поголемо стомаче. Да. Не сум имал две девојки или за мене двајца дечковци во исто време. Шо го вртиш на горе се? Може да се врти. Скока. Не, мислам, не ми биле вака на дејт сум излегувала, Вака, сега да да. видам што е подобра опција, секој човек треба да се избере. Не сум бил во стриптиз клуб. Не се сеќам. Сум била тајзи. Сум сигурно јас. Јас сум била, најубаво да си помена. Сигурно, два пати. Па вие сте биле милина во стриптиз клуб. 3 пута сам бил. Трици ме. Ја бев многу да се поменав. Па Ја што? како девојче бев и многу да се поменав. Машки никој не те замараат дека имаат голи женски што им играат. Менаџериве пијачки пуштија, А не може, знам не колку може? пати. Може еден куп, ама не те гледаат тебе дека Дојди кај бабе. Дојди кај бабе. таа града не можеш да ја извадиш. Добра, во друга прилика за тоа ќе ви расправам. Не сум бил на нудистичка плажа. Не сум. Зошто немаше да Не понудиш? сум, ама сум бил. Шикова, беке. Видели? Ама Видели рече. другар што можеш да направи? Ама рече не се Сум. љутиш. Не се? Не сум до Барселона на плажата, мислам дека пола нудисти се таму човече, има многу голи луѓе на градската плажа. Како, да мислиш, не скроз знам, голи? скроз голи, да. А не е нудистичка плажа? Не. Онака сами се нудат. Опен мајце луѓето изгледа, уште сме ние рано се таму. И стварно на градска плажа искачаш идеш се седнуваш да пиеш пример пиво, нешто што ќе ти се И прави, жени имаше? И жени имаше, да. Шубава плажа. И имаше дури многу надарени луѓе на луѓе и викам не се соблакам срамота дека Имаш да се истакињаш. не се врукај. Кај тајзи седи мират. У Германија идат у сауна голи, например. Да, добро бе, таму. Таму идат голи во сауна. Луѓето можеби живеат во некој друг опште со друг систем, со други сваќања, така да. Ајде барем, кажи ми дали си се капал гол. Сум, да. Ја тоа не сум, голицка ли? Каде, дали сум се Во капал? вода. Се бањаш Јас со се купат? бањам гола. Клуб. Не, сум во езеро, многу во пати, море. Да, да.
Види ти, Па, екстремиста. Не сум водел љубов на плажа. Песокот влага на неизгодни места и тоа муабети се само. Има еден безобразен виц многу јак за кумановици или за французи. Сакаш да го кажем? Не. смееме, после добро, не за смееме. после се шудови правам што не сте тука со нас во студио. Не сум водел љубов во еден ден повеќе од 2 пати. На кој страна беше? Вредни деца сме ние, бе. Колку ти е рекордот? Некако ми се глатило. Колку ти е рекордот? Појма Не нема. ми ги избегнува прашањата. Она нека каже што ја ќе зборучи кога фали се сакаш. Добре. Не сум бил причина за тепачка. Не сум. Сум, мама, јас сум девојче. Ние Добро, тоа ни е ти си целта. поишо пут. Осум, уште, осум. Тоа ни е целта да направиш брки. Не сум бил нападнат од девојки или од девојка. Јас од девојки не сум била нападната, па ни од мажи не сум. Сега не реагира така. Мислам нападнат до онака, зависи како нападнат, не. Да те Има нападнат ти да непријатни ситуации. неќеш, не викаш Има неќем да ми непријатни дадеш. ситуации каде што пример доаѓаат жени да се сликаат, мажот слика ваќите гребка од посаде крпи, тоа е многу непријатна ствар, сваѓаш, ама онака да ти се убаци некоја обично настапи него кој сам. Не го злоупотребаш, тоа не. веќе неколку пати ми го имаш кажано, знам и го има изјавено. Така, да. И последното прашање, никогаш не сум бил со постара жена од мене. Јас сум маж. А не сум сега релативно, колку постар? Малце. Не сум малц. Ајде, фала ти искрен, Колку не беше беше? толку, не беше страшно, Па не кажи болеше, го сам така? искрено дете. Да, Ајде, многу, живе. ајде, живели. Винцево е убаво, така? Може и не треба све да ставимо. Се оди тајзи, дури муабетов го продолжуваме. Направи еден концерт тука во Скопје, во Универзална беше тоа. Сега ми спомена втор дека сакаш да правиш, меѓутоа и албум ми спомена, сега морам овдека на овој дел да прашам. Правивме еден од Скопје, еден од Охрид, еден од Битола имаше. Другите се ги рачунам како настапи, дели? Овие беа стварно концерти. Морам да споделам една одлична вечера од мојот живот у Струмица, на Струмица Open Fest 2014 година. Таму беше онака, буквално за ова работам, викам, во животот. Нема пара што може да купи такво нешто. Не ми кажуваа тимот колку луѓе има пред да искочиме на бина, знаеш. И викам, како е со народ? И тој другарот вика, така, знаеш. прави И ја стресови. викам, ле, чајче, дај не ме еби, вака. Да, секој знае што се дешава. Искачам на бина, онака гледам, никад во живот толку народ нема видено за мене, знаеш. Браво. И пеја, рефрените, сите онака песни, атмосферата беше одлична. Има некој клипче на YouTube, многу јако, би кажал дека тоа е една од Поубавите вечери, моменти да. од тоа. Планирам концертче, немам уште договорено ништо, но албумот овој вториот, трет уствари, втор соло, да го пуштам песна по песна, пример ти кажував сега декември ќе има 3, јануари, февруари и во април да извадиме некоја песна со и соло и со некој од Србиве, така да го заокружам така со тие 7-8 нови песни и 3-4 стари и да направам некој концерт. Сега кај, дали ќе биде Скопје, Охрид или Куманово, ќе видиме. Ќе биде. Ти веќе се наредил, имаш тоа те поклонато за мраз, ништо друго не смееш да бараш за нова година. И сега она стандардно сакам да ги прашувам пред новогодишна устива, се возбудуваш ли пред нова година, важен ли ти е овој празник, што правиш за нова година, правиш ли ништо? Ја ништо не правам, 6.000 динари мени за нова година да славиш, за 6.000 динари дома знаете што ќе направам. Ја пред новогодишна сега сум као за мраз, идам по роден ден и по така. Уште капчи ми фали. Како не ми мине роден ден, сега во Не, јуни Христо, сум ја, не, штета, ништо. Тогаш можеме да одиме со джингл, затоа што имам подароци за тебе, па ќе полека, па ќе привршуваме, така, Немој све да ми нова дадеш година! Тајзи не го пуштам да си оди, си додека не се навратиме на назад на оно што е актуелен во моментов, на тоа дека треба да ме земе у спот. Нормално. Значи, што нормално година време Колку викам. време те чекам, Ти колку спотови и снима? Мислам, што е Црвенки зема во другите спотови? Нареден спот ја и ти на шанк. Може. Бај. Во вози ме интересира девојке чиви се. Наши си себе, најубави си. Стварно? Брека Лек да еве сериозно ќе ги пофалам. да ја освои прво место на универзитетско светско првенство, а групно помладите освоија второ место. Значи многу се добри да се ги пофалиме, стварно наша Јас светско. мислев не се наши, сериозно. И супер изигра, с почетот го работеше Дади, он работеше на последните 3-4 мои спота, екипа сме се Дади Тимче. Многу
човек што е на многу слична фреквенција со мене, што се наоѓаме за многу други муабети и мислења. Така да се веројатно ќе се работувам уште многу време и песната ја правеше еден балкански хитмейкер овие години, Цоби, Слободан Вејковиќ. Чека, балкански хитмейкер, тоа значи има направено Имаше многу правено хитови многу од тип. хитови од овие млади артисти, да кажам, не се меша еден етно фазон со рап, значи не влече на турбо фолк, туку некој етно фазон негов што реално мене ми се допаѓа и го можам да го сварам и се свиѓаат неговите песни. Имаше некои кои сега да не ги именуваме и за него и за други артисти, но стварно е многу добро во тоа што го работи. И како што кажав преска имавме и македонска верзија за таа истата ствар што ја правеше Лаза и првата беше снимана таа. Лазар Цветковски, он работи на многу ствари. Лазар не го минуваш. Од мојот албум. Да. Да, не, работа ми со Иван Јованов неколку песни и Иван со некои Јованов. други диџеи. Значи отворен сум порано работи и со Роберт и со Нино, знаеш, отворен сум со работка зашто да не имам некои Текстовите си се твои си уште така? ја пишувам. Уште пишува детето, а ниме да мислиш дека почнала да не пишува. Имам теми, да, некои, мислам дека не беше сега периодот да се пуштат, па имам сочувано нешто што треба да се пушти понатаму. Нешто ќе ви кажам во наредна Ки ни кажу наредна емисија, иначе како ги го викнаме? Не се шегам, Ајде да јас се би те сведа викнала. Ја би те викнала секогаш. Посебно ми се допаѓа дека многу зборови, таман можам да се пијам од винце, ја помалку зборувам и не Конечно можеш да се пиеш назборувам. толку. Конечно. Да, конечно да се напијам и ја голтка уште еднаш. За крај сега пред да речеш дека не ти дадов Црвени да ли се се. до уста? Знаеш како него направи ризлива у град? Со четка за заби и со паста која пие црвено вино. Знаеш се миеш пред да се Имам пакнуваш. муските со парфемчовете. И тоа, Се и бања, тоа. добро викам да му. Добро, па ти куса, колку време ти треба да се редиш пред да излазиш? Че нема, само вркуваш вака и искачаш. Мене ми е болje вака имам дива коса после вака ме стип Јас прави. сум за соканици, само ја драги мои Соканици. гледачи во 2017 ќе ви дам со соканици, еве тајзи ќе ми ги прави. Још да го фали. Уште тоа ми фали да го направам. Се од кај Дадар сигурно не се спаја луѓе, кај ќе чешла на ова. Остане ли што се сакаш да го споделиш со нашите гледачи? Па сви ги пофали смо, Пред све самиот крај. кажат. Да им посакаме успешна нова година. Така. Тоа, Да. да не заборавиме. Да се живи и здрави, нели, да мислат малку позитивно. Доста е се више со новоа свест, не знам, имам една песна Револуција кај што вика малце да ја разбудиме свеста, ајде во оваа 2017 да гледаме на пофини нешта, да Чекај, ти сега најдела пред нова година гледаш им преш муавет. Они од кафана нема да излиза. Добро, добро. У кафана се прават ваки моите и помина избори. Да, вака, да. за напред, да Оди гледаме. една недела пред нова година гледаш им преш муавет. Ајде. Ури се нема да трезна да луѓе. Камес, дали не гледат? Ама не разбирате ли што ми правиме муавет? Ама пази сега како му рекол, ќе ти даваме подароци, уште го муаветам тука 2-3 минути плюс. Благосејање имаш, Да си вака, да си ги вака. заслужи подароците. Многу те сакам вака кога си ми збоглас расположен, за да бидеш уште порасположен. Ова е за тебе од нашите пријатели. Ова е виното Исто кое ли сега ти? во моментов го пиеме, да. Затоа што ни жена, ни кола, ни вино не се сега да купуваат без да ги пробаш. Тоа да Пробаја сам, знаеш. Пробано. Пробано, пробаја сам га Утре може. И да купу да не За жал. маја сам га. Така. Ама за кој ќе претераш за новогодишните празници, кога ќе ти треба сила назад да се вратиш во студио да работиш, мораме да ти даеме вакви. Не ги снимај, не ги снимај. Мораш да ми се чуваш. Значи, не знам како спортуваш, шопреш, како правиш. Шеташ Хрватска, Србија, девојка имаш, мора да си бидете безбедни. Пак го Сега ги изделав. имам позави винце. Не, хейтери гледат. И ова ќе ти давам, да не речеш дека сум лош. Ова ти е најубавото, најквалитетното кафе. И вака дури од кафиња, вака ќе те затрупам и сладолед да си Ризли правиш и се. Ризли има ли? Нема тоа. Тај се, чекај со микрофонот, абе се флеков. Новогодишна, Магичен добра. Ќе се видиме од 2017 дефинитивно. Чекај да не речеш не ти ги Дај давам. Боже, ајде. Цела кесичка имам за Многу тебе понасмејани да се видиме. Со многу убави вести да ми кажеш и ти и ја на тебе. Ќе направиме уште Свадба да еднаш. не се спремаш ти. И па добро, за свадба може да нема, деца треба да правиме. Нема свадба, ама дето треба точно и да си управа си. И управа си. Како и да е. Ја замислив. Да викам, ма ако не ќе да ме земе така, со деца ќе мора да ме земе. Што да прави? Само ранче си купиш. Што да прави човек? Само ранче си купиш Да, за школа. што да прави човек. Ти благодарам што ми дојде на гости.
Прв пат толку време се знаеме, прв пат си ми во телевизија на гости, ми е многу мило. Те викам пак и чекам да ми се јавиш да речеш Ивана, албумот е готов, промоција правиме, доаѓај, или Ивана излезеш нова спотче, нова песна, Ивана доаѓа, Ивана иде. Сум, сега би свртал. Сум, не сум со табличкава доаѓам. Сум. Не Дај Боже да се биде све окей, да се видиме за убави работи. Договорено. Драга моја Македонија, ова беше Тајзи, а вие останувате тука бидејќи имаме уште малку до самиот крај. How you feeling? Happy. Tell me how you feeling? Happy. We about to do this cause we happy, 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 happy. Deluxe. I'm alone if you Is it man? happiness is the truth. Because I'm alone if you know it. Happiness is a you, no. I'm alone if you feel like Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Сега, не да се жалам на моите усни при самиот крај на емисија, сакам да ви кажам дека во 2017 може да ви дојдам така со малце поголем волумен на устни. Сега е тоа на мода. И немам ништо против тоа, напротив, ако се мислите дека ќе се чувствувате многу посекси благодарение со зголемување на вашиот волумен, тогаш ве поддржувам, но ќе ве упатам да го направите тоа на вистинското место. Нашите пријатели може да ги направат вашите устни така сензуални, така сексипилни, така полни со волуме што секој би посакал да ве бакне, а не заборавајте дека е многу важно кога ќе куцне на полнок часовникот 12 да бакнете некој, зашто да не го направите тоа со нови устни. А без здрави заби, бели и убави заби, џабе вие и полни устни, џабе вие се, така да средете си ги забите со време, што викаше баба ми, забите за пола здравие. Закажете си во стоматолошките центри во Скопје или во Радовиш, каде ви е поблиску таму и средете ги забите вашата насмевка, а после можете да го направите волуменот на устните. И сега што ќе се префрлам на друг муабет. Пред некој ден размислува за ова модерниве родители, младиве родители со имињава што ги даваат сега на децата. Значи Маша, Меланија, не знам дали е добро да го крстите вашето дете Саманта, Джесика или Електра во комбинација со презимето, не знам, Трајанова, Ќумова или слично. Меѓутоа, како американците нешто многу по-секси звучи кога ќе рече тој ќе дојде Джесика. Или, например, јави се на, не знам да ми кажете друго име, јави се на Саманта. Значи, одма ти добиваш у глава визуализација дека е секси девојката, дека е убава. Што, например, не би се постигнал истиот ефект ако ти рече, брат, јави се на Стојанка, бе, баре Стојанка. И ти се замислиш дека Стојанка е некоја жена од 60 години, а Стојанка може да права бомба. Или, не знам, баре бе Василка, бе, јави се на Василка. Како и да е. Имињата е тоа, ама вие ако начекате некоја Елантра, или некоја Джесика, или некоја Саманта, или некоја Стојанка, или Василка, онака баш стегната и добра, многу е важно да се заштитите. Користете презервативи, да не ја дочекате нова година со меша и да бидете тројца наместо двајца. Моите пријатели овде ви нудат избор на најдобрите презервативи, најквалитетните кои нема ни да ги сетите во процесот на водење љубов. И да не заборавам, секој ден се делат подароци на Facebook. Следете на Facebook, нашиот Facebook канал е на Шанк со Ивана Наскова и нашите репризни изданија на YouTube. Ве сакам, луѓе, омилени сте ми и бидете ми секогаш расположени и секогаш на Шанк.